Добар ден на сите. Навистина ми е задоволство што денеска сум тука во центарот на Истокот во Штип да дадам целосна поддршка, но и да ги повикам сите граѓани на Штип да искористат шансата на 13 декември и да го дадат Штип во сигурните раце на нашиот почитуван и професор, и доктор, и хирург, кој што секогаш работел во полза на Штип и помагал на огромен број не само на штипјани, туку и граѓани на државата од целиот Исток. Гласот за Николов на 13 декември значи глас за поддршка на грижа кон Штип и кон потребите на штипјани. Тоа е глас за реконструирани училишта, за нови градинки, за подобра инфраструктура, за продолжување на оној инвестициски замав кој што започна уште со претходниот градоначалник, а сега министер за транспорт и врски Почварски. Како влада и како партија покажавме дека се грижиме и инвестираме во Истокот. Затоа Штип ја доби шансата да има свој кадар кој што ќе го раководи министерството, многу важно за сите општини на транспорт и врски. Но сега е моментот кога Штип треба да обезбеди дека ќе постои континуитет во инвестициите во градот, инвестициите во луѓето. И таква гаранција е токму Сашко Николов, кој што покажа дека знае што работи, знае како тоа да го сработи и знае да им помогне на огромен број на луѓе. И не случајно велиме Штип да го дадеме да биде во сигурни раце. Во исто време, гласот за нашиот кандидат е глас и за поголемо младинско учество во политиките на водење на градот, но и поголема шанса за рамноправност на жените во Штип. Токму овде темите кои што се однесуваат и на родовата еднаквост се важни. И од тука доаѓаат многу јаки жени кои што зборувале и се бореле за ваквата политика. Социјалдемократскиот сојуз секогаш беше партија која што одеше еден чекор пред останатите. И кога прв пат избра жена председателка, јас ја добив таа чест, кога бев единствената заменик председател на големите партии како жена, кога ја воведовме првата женска квота во партиските структури и сега кога ја направивме оваа голема промена, форумот на жени на СДСМ практично да биде дефиниран во статутот и за прв пат да воведеме еднаквост помеѓу мажите и жените во сите партиски органи. Тоа жените во цела Македонија го знаат, но тоа го знаат и жените во Штип. И гласот за нашиот колега е и глас за таква политика. Да добиваме еднакви шанси и мажите и жените, да се инвестира во сите нас и да се решаваат проблемите. Ги повикувам сите граѓани на 13 декември да не ја испуштаат оваа шанса. И на човекот кој што веќе толку даде на Штип, да му дадат шанса да ја остават општината и да ја дадат во навистина сигурни раце. Ви благодарам.